Да, добро утро, секој утро продолжува понатаму. Веќе знаете, јас ја најавив нашата следна гостинка, но тука би сакала се разбира и до вас да кажам доколку имате конкретни прашања до нашата гостинка со оглед на тоа дека знам оваа тема или доколку се разбира вие се соочувате со такви здравствени проблеми, слободно може да се јавите, да ни сконтактирате и да поставите прашање. Претходно ќе кажам добро утро и драго ми е што сте дел од нашата утринска програма. Доктор Дева Петрова од Цистина, онколог. Добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Ке објасниме многу работи што се однесува за канцерот или еве, да го кажеме, ракот, затоа што имаме за што да говориме со оглед на тоа дека нели покрај короната не смееме да ги заборавиме оние болести кои се почесто напаѓаат, а тоа исто на првото место е канцерот. Колку се чести малигните болести и дали бројот во последниве, да кажеме, ако не година дена или последните години, дали бројот на малигни заболувања се повеќе расне? Да, малигните заболувања за жал се едни од најчестите болести. Значи, тие се наоѓаат на второ место после кардиоваскуларните заболувања и исто така се на второ место како причина за смртност генерално во општата популација. Да речеме, од статистичките анализи кои ги презентира Глобокан, во 2020 година имаме годишно ново откриени случаи на светско ниво од канцер негде околу 18 милиони. Што значи станува збор навистина за една значајна бројка, додека пак бројот на смртни случаи предизвикани од малигните заболувања е негде околу 10 милиони на светско ниво. Што се однесува до нашата земја, значи податоците од 2020 година кажуваат дека бројот на ново откриени малигни заболувања е негде околу 7362 ново откриени случаи. При тоа најголем процент од нив припаѓаат на карциномот на бели дробови, значи тоа е водечкото малигно заболување. Потоа се карциномот на дојка, карциномот на дебело црево и околу 10% од овие случаи значи припаѓаат на карциномот на простата, кој што се јавува кај машката популација. Што се однесува до бројот, дали тој расте со тек на годините, значи ако ги земеме податоците од претходните години, 2017 да речеме, до 2020 има пораст на ново откриените случаи. Тоа е логично, бидејќи малигните заболувања, значи шансата некој човек да заболи од малигно заболување се зголемува како напредува неговата возраст. Најголем дел од малигните заболувања се јавуваат во распонот помеѓу 50-та и 60-та година и после 70-та година од животот. Имајќи во предвид дека денеска, значи животот е продолжен и дека некој просек во високо развиените земји 80 години, нормално е дека како се зголемува векот на живот кај луѓето, ќе се зголемува и бројот на новооткриени случаи. Меѓутоа, поентата кај малигните болести е да новооткриените случаи бидат рано откриени, со цел да може да имаме успешно лекување. Значи да го намалиме бројот, ние новозаболените не можеме да ги намалиме, но можеме да го намалиме бројот на смртните случаи предизвикани од малигни болести. Доколку навреме сето тоа го откриеме и потоа нели го санираме, така да кажем. Кажавме значи колку се чести малигните заболувања, јас тука еве насловот ни е колку повеќе знаеме за ракот, толку повеќе животи можеме да спасиме. И токму затоа ова утро ќе извлечеме она што е најважно за сите нас да го знаеме, што се однесува за канцерот. Со гледачите имавме тема, еве повторно ќе потсетам, доколку имаат конкретно прашање до вас, слободно може да се јавите и да поставите прашање. Прашањето од нас до гледачите, колку редовно ние се грижиме за нашето здравје и колку редовно одиме на контроли. Што се однесува за малигните заболувања, колку ние често тоа треба да го сториме и на каков начин можеме да знаеме, односно да почувствуваме или симптоми, меѓутоа и доколку не чувствуваме никакви симптоми. Како треба да го спречиме, односно да знаеме кои се оние неизбежни контроли кои треба да ги правиме што се однесува за канцерот. Така, значи кај малигните болести значајно е да кажеме дека има фактори на кои што можеме да влијаеме и има работи на кои што не можеме да влијаеме, за жал, како што се генетските фактори. Тоа е нешто што си го носиме од раѓањето. Значи, не се знае точниот причинител или етиолошкиот фактор кој е за појавата на едно малигно заболување.
но има повеќе ризик фактори кои што може да доведат до појава на малигни болести. Да речеме некои лоши навики, како што се пушењето, потоа неизбалансирана исхрана. Значи исхрана која што не е богата со зеленчук, со овошје, потоа исто така немањето на физичка активност, гојазноста, значи лошите навики на исхрана се еден од ризик факторите. Тоа е нешто на што можеме да влијаеме. Да обрнеме внимание така во нашите животи. Значи да внимаваме на исхраната, да имаме редовна физичка активност, да се откажеме од лошите навики како што се пушењето и пиењето. Стресот, дали стресот е исто така фактор за? Па видете, стресот не можеме да најдеме нека правилна дефиниција за тоа што е стрес. Со оглед на дека говоревме. Така е, сите сме на некој начин постојано изложени на стрес и најверојатно на тоа се навикнуваме и организмот тоа знае да го компензира. Сите овие работи како што е физичката активност исто придонесуваат, значи да се намали стресот или да најдеме некој начин како да се релаксираме и да се ослободиме од тој стрес. Меѓутоа, да речеме, одредени фактори, како што се генетските фактори, си ги носиме како такви. И доколку знаеме за тоа, да речеме, ако имаме позитивна фамилиарна анамнеза, посебно кај жените, за карциномот на дојка, каде што во семејството мајката, бабата, значи по женска линија, биле со карцином на дојка, постои голема веројатност дека има некаква генетска предиспозиција и во тој случај единствено што можеме да направиме е порано да почнеме со редовните контроли со цел да навреме откриеме појава на карцином на дојка. Исто така, да речеме, може постојат и доколку се направат тие генетски тестирања и се открие дека постои БРЦА1 и БРЦА2 мутација кај жените, значи ризикот од појава на карцином на дојка и карцином на јајник е за 60% повисок отколку кај останатата популација. Постојат и одредени превентивни мерки од типот како што беше она што го направи Анџелина Џоли, да се направи значи превентивна хируршка интервенција на дојките. Па видете, ако постои генетска предиспозиција во ред, го оправдувате значи начинот на кој што тоа го стори. Меѓутоа не по секоја цена, не сега сите да одиме на некаква нема логика. Меѓутоа таа знаејќи дека генетски може да предизвика и кајне. Ако нема генетска предиспозиција, нема здрава логика. Во тој случај значи е добро да се оди само на редовни контроли и кај секоја жена, она што рековте, што можеме да направиме. Значи, кај одредени малигни болести постојат одредени тестови, така наречени скрининг тестови за рано откривање на малигните болести, кои што може да се применуваат и за кои што треба ние да бидеме дисциплинирани и да ги спроведуваме. Бидејќи не постои законска регулатива, за жал, нели, во нашата земја да редовно се повикуваат жените на такви гинеколошки или прегледи, како што е во високо развиените земји. Значи, во тој случај останува на нашата одговорност и здравствена свест и воспитување. И добро е секоја жена после 40-та година од животот да оди на редовни прегледи за дојката. Значи, ехоимамографија, додека пак за гинеколошките прегледи исто се советува еднаш годишно да се направи ПАП тестот. За среќа, значи, кај одредени болести имаме можност за вакви скрининг тестови. Ова се најчестите женски, да кажеме, болести. Исто така може да се направи кај мажите после 50-та година. Значи, испитување, биохемиска анализа е тоа на еден тумор маркер, простата специфичен антиген или ПСА, со цел да се открие рано карциномот на простата и тоа се советува, значи мажите да го прават после 50-та година еднаш годишно. И исто така имаме среќа да постои еден тест за карцином на дебело црево, тоа е тестот за окултно крварење во изметот, кој што може многу едноставен, значи се дава без колоноскопија, значи тоа е скрининг тест, се дава примерок од изметот со цел да се види дали постои некое микрокрварење, кое што ние не можеме да го видиме со голо око. И доколку се открие дека постои тоа микрокрварење, понатаму се спроведуваат дополнителни диагностички. Овие анализи ги имаме кај нас тука што ги говорите? Да, така, ги имаме, да. Како што е колоноскопијата, тоа е следниот чекор.
Додека е сега да речеме одредени малигни болести кои што се многу чести, како што е карциномот на бели дробови, кој што Зошто е е број чест 1. карциномот на белите дробови? Па Кои се најверојатно причините? заради тоа што постојат поголем број на ризик фактори поврзани со него, како што е пушењето. Се знае број 1 ризик фактор е пушењето. Дали загадениот воздух може да биде причината? Секако. И аерозагадувањето е еден од ризик факторите, да. И жално е тоа што за ова малигно заболување не постои таков скрининг тест за рано откривање. Најчесто овие пациенти се јавуваат на преглед дури откако ќе се појават клиничките симптоми, кога веќе болеста е во понапредната фаза. Многу ретко во клиничката пракса успеваме да видиме пациенти во ран стадиум кои што се со карцином на бели дробови кои се кандидати за оперативен третман. Што значи кажавме, еве, што се однесува за ракот на белите дробови. Сепак и за останатите кои досега многу внимателно ве слушам и навистина е добродојдено сето ова ние да го знаеме и да ја имаме свеста и да ја не потикнете да одиме на редовни контроли. Сега веќе имаме и комуникација со режија, па се надевам доколку имаме гледачи, ќе ги вклучиме со оглед на тоа дека имаме време за разговор се уште и да едноставно да знаеме плюс повеќе за ракот, затоа што нели како велат колку повеќе знаеме, толку повеќе можеме да спасиме животи, односно да се спасиме и сите ние заедно. Тоа е за секоја работа, колку повеќе знаете, подобро. Подобро, да. Колку и да не сакаме тоа да го слушаме, сепак треба да го слушаме, еве вака како ова утро, за да едноставно свеста си ја имаме. Ние често говориме дека треба да одиме на редовни контроли за жените на дојка, гинеколошките, исто така пап тестови, за мажите, простатата и така натака. Меѓутоа ги споменавме причинителите, но исто така и симптоматиките. Меѓутоа, кажавме за белите дробови дека е тешко во ран стадиум да го забележиме тоа, но дали постои начин и дали имаме нови методи на лекување и еве една надеж, една утеха за сите оние кои се во некаков стадиум, што е она што вие како онколози го имате во денешно време во начинот на лекување? Така. За среќа, како што оди развојот, нели генерално во технологијата, во сите сфери, така оди развојот во медицината. Постојано се истражува и секако дека има нови лекови кои што се користат во лекувањето на малигните болести. Она што е ново, веќе стандардно познато е дека хирургијата е избор број 1 во лекувањето, потоа доаѓаат тука од локалните третмани радиотерапијата. Значи во радиотерапијата има поместување во смисол на користење по прецизни техники за зрачење, кои што овозможуваат постигнување на повисоки дози во самиот тумор со цел да имаме подобар клинички одговор на таа терапија, а помала доза во останатите здрави органи, значи да имаме добар тераписки ефект со минимални несакани ефекти од третманот. Значи имаме многу нови техники тука, па имаме инкорпорирање на новите диагностички методи во комбинација нели со машините за зрачна терапија, па имаме фузија, например, магнет заедно со апарат за зрачна терапија за подобра контрола на зрачниот третман и слично во поново време дури и PET скен. Додека пак во однос на системските третмани, она што е познато е хемотерапијата, тоа е веќе стандарден и стар метод, значи тука нема никои посебни новини, излегуваат нови цитостатици, но тоа е, како да кажам, повеќе стандарден третман што е веќе познат. Она што е ново се новите терапии од типот на имунотерапија, биолошка терапија, значи се оди кон индивидуален пристап во лекувањето. Сите туморски примероци или туморски ткива се испраќаат за генетски анализи, се прават одредени молекуларни анализи, дополнителни боења, со цел да се види каква е биологијата на тој тумор и зависно од тие наоди од молекуларните и генетските тестирања може да се индивидуализира третманот. Така да тука има доста поместувања, посебно во лекувањето на карциномот на бели дробови, значи со внес на нови препарати, биолошка терапија, која што значително го продолжува значи времето на преживување кај овие пациенти и исто така најголеми поместувања има во лекувањето на малигниот меланом во последните години, каде што беше оскуден изборот на
тераписки опции во минатото. Сега за среќа и тамо, значи имаме избор од типот на биолошка и имунотерапија. Имунотерапијата веќе можам да кажам дека влегува како избор на третман во сите локализации. Обично што поточно подразбираме под имунотерапијата? Значи тоа е користење на лекови кои што не се цитостатици, значи делуваат на одредени рецептори и значи овозможуваат активирање на одредени механизми кои што доведуваат до уништување на туморските клетки. Така. Значи не е директно цитотоксичен ефектот како да речеме кај стандардната хемотерапија, други се механизмите и помали се несаканите ефекти. Но за жал, тие не може да бидат избор број 1 кај сите случаи. Така, да. Значи затоа се прават овие тестирање каде што се гледа колкава би била придобивката од терапијата кај секој пациент поединачно. Значи потребно е да има експресија на одредени рецептори или мутација на одреден ген, значи со цел да таа терапија биде ефикасна. Да, така. Да. Многу е важно и тоа исто така говоревме со гледачите за начинот на исхраната. Поготово за овие кои што се соочуваат со малигни заболувања, без разлика нели за каде станува збор, во кој дел од телото. Што е она што вие го препорачувате како онколог што се однесува за здравиот начин на исхрана, кога веќе пациентите, односно веќе знаеме дека некој е заболен од канцер, така да сигурно дека и храната е добродојдена во тој случај. Да, за болните од малигни болести важат истите правила што важат за сите нас. Значи нема нешто посебно, нормално е дека треба да биде храната избалансирана. Значи, ние како онколози во клиничката пракса не советуваме никои посебни рестрикции во исхраната. Најчесто тоа пациентите само иницијативно го прават, значи никои екстремни диети и слично. Значи, треба да е нормална исхраната, да е избалансирана, да не биде, да речеме, исклучително базирана на месо, месни продукти, па да бидат исклучени зеленчукот и овошјето. Значи, една избалансирана исхрана, да имаме присуство на физичка активност, минимум половина час до 45 минути дневно да се посвети на физичка активност. Во поново време веќе и во препораките еве влегува јогата како активност која што се значи препорачува во превенцијата на малигните болести. И исто така јавувањето на редовните прегледи. Покрај јавувањето на редовните прегледи, пациентите треба да знаат дека еден симптом ако се појави, нормално дека не мора следниот ден веднаш да се јави човек на преглед, но ако нешто трае подолго време, значи месец и подолго од тоа, треба да се јави на лекарски преглед пациентот. Веднаш да се така е кај својот матичен лекар, зависно од описот на симптомот, понатаму ќе биде упатен на соодветното место. Најважно е да постои комуникација добра помеѓу пациентите, матичните доктори и помеѓу матичните доктори и лекарите специјалисти. Значи, сето тоа добро да функционира, за да може времето од појава на симптомот до поставување на дијагнозата да биде што пократко. Тоа е многу значајно тука и пациентите понекогаш се фрустрираат, нели, заради долгите редови во чекањето, временските дистанции, не може да се закаже радиолошко испитување, снимање, колоноскопија. Поготово сега во времето на пандемија. Да, но сепак треба да се јават и да се гледа што е можно побрзо да се завршат тие дијагностички процедури. Ние секогаш велиме онкологијата не е идна гранка. Ние за 1 или 2 дена не можеме да спасиме човечки живот, како што е случајот со акутните болести од типот на невролошките болести, каде што имаме или мозочни изливи или да речеме инфаркти, таму е и секундите и минутите се значајни, но кај нас сепак да биде сета таа дијагностичка процедура спроведена во еден разумен рок од 10-15 дена, значи 1 месец, е сосема во ред, да не биде тоа чекање со месеци. Инаку симптомите поради кои може да се јават пациентите на преглед може да бидат различни. Секое малигно заболување, зависно од локализацијата, може различно да се манифестира. Ако почнеме од глава па надолу, да речеме туморите на мозок најчесто се манифестираат со невролошки симптоми. Појава на упорна главоболка, нагон за повраќање, вртоглавица, нестабилност, отежнатост во движење,
слабост во рака, во нога, значи парези, хемипарези и слично. Потоа, да речеме, туморите на главата и вратот, во устната празнина, значи појава на некаков улцер, раничка во устата, која што не заздравува подолго време, е значаен симптом поради кој што пациентот... Има излекувани пациенти од ова што го говориме до сега? Да, верувајте, значи се зависи од локализацијата, прогнозата и исходот од болеста и од самиот третман зависи од тоа за каков тип на тумор станува збор. Има тумори за кои што во голема мерка и во голем процент можеме да кажеме дека може да бидат излекувани, како што е, да речеме, карциномот на дојка, како што е карциномот на грлото на матката, карцином на простата, карцином на дебело црево, ако се во ран стадиум може да бидат излекувани. За жал, туморите на мозок, значи, зависно од типот, нели, оние што се со поизразен малигнитет, како што е глиобластомот, не може да кажеме дека може да бидат, значи, комплетно излекувани. Тука веќе станува збор за преживување, значи се бориме за секој ден за пациентот, да, и за нормално тоа што ќе го живее да биде квалитетно. Да. Би сакала да знам, да не во мислата ми дојде, еве вие како онколози соработувате сигурно дека и со останатите онколози, да кажам, и од регионот, меѓутоа може би од повисоко развиените земји, имате ли некаква комуникација и докаде, еве да кажам така народски да се изразам, борбата со канцерот? Па видете, борбата е вечна. Вечна и никако да... нема крај на таа борба, но постои ли некаков излез, некоја светлина од крајот на тунелот, начин на лекување и така натака? Така е. Новитети? Секако дека има многу новитети, дека постојано се истражува, постојано се пронаоѓаат лекови кои што се поефикасни од оние што претходно сме ги користеле. Значи се надградува терапијата што била претходно стандард. Ние нормално секоја година ги пратиме препораките што има ново во лекувањето на сите типови на карциноми, што не е едноставна работа, бидејќи постојано има навистина новини. Доста е зголемено преживувањето, значи посебно рековме кај одредени типови на малигни болести. Мислам дека пациентите не треба да се обесхрабруваат, сепак е ова болест со која што може да биде излекувана и со која што може да се живее. Значи, доколку не може да ја излекуваме, може да се живее и треба да ја сватиме како хронична болест. Како што се живееме, значи, со зголемено ниво на шеќер во крвта, со зголемен крвен притисок, исто така одредени пациенти со метастатска болест се борат и живеат и ги лекуваме со години, значи не зборам за 1-2 години, го продолжуваме животниот век. И по 5-10 години, значи може да живеат и со проширена болест. Така да тоа е она што е позитивно и што е светло во онкологијата. Исто така има доста новини во однос на препаратите кои што се користат за подобро толерирање на онколошките третмани. Значи таа премедикација, постмедикација што ја даваме лекови за намалување на нуспојавите и веќе немаме лекување на онколошки пациенти како порано, значи она што останало нели во мислите на луѓето, стравот од онколошките третмани, дека цело време под тој третман пациентот ќе биде во кревет или ќе му се лоши или ќе биде неспособен за дневните активности, значи најголем број од пациентите се способни да ги извршуваат така дневните активности, нормално да функционираат. Дури работните обврски, да, нормално да функционираат. Ние се трудиме, значи не само да ги лекуваме, туку и да внимаваме и на квалитетот на живот кој што така е. Ова беше утешно да ви кажам за крајот нашиот разговор. Сигурна сум дека гледачите со внимание не слушаа, затоа што без разлика дали има некои со кои што еве за жал се соочуваат со такви здравствени проблеми, за сите навистина колку секогаш е тоа нели правило, се што е рано откриено може да се лекува и да се продолжи уште повеќе животниот век. Меѓутоа кажавме и исто дека доколку и оние кои што се соочуваат со такви здравствени проблеми може да се продолжи исто така животниот век, па дури да функционираат нормално во текот на својот живот. Доколку нешто испуштивме, а е многу важно да го слушнеме, еве како вас за крај повелете. Па јас би сакала да ги поздравам гледачите и значи
она што го кажавме во однос на превенцијата, да се трудат да водат здрав живот, да се трудат да имаат физичка активност, нормално да се хранат, да се јавуваат на редовни прегледи, да не се плашат, значи ништо не е страшно, за се има решение. Како велиме ние, страшно е се само во нашите глави и нормално треба да се бориме до крај. До крај. Знаете како има луѓе кои многу стравуваат, ви тоа да го искористам, и отпусти од страв народски да се искажам, ќе дојдеме до големи здравствени проблеми. Така е, затоа не треба да се плашат, има луѓе тука што да не го чекаме последниот ден, ние сме така како нација навикнати некако. Така е, луѓе што се посветиле на тоа, значи кои што се компетентни да помогнат, треба да се јават, да поразговараат, се да им биде убаво објаснето. И мислам дека и таа комуникација е многу важна за луѓето да се опуштат и да сватат дека не е се толку страшно. Така. Ви благодарам, ви посакувам секое добро и успех во вашата работа, успехот ваше кога ќе го продолжите животниот век на пациентот, верувам во тоа. И се гледаме повторно на некоја следна наша тема. Сега имавме општа тема за канцерот, меѓутоа никогаш ќе се задржиме стрикно за некои одредени делови од телото. Ве поздравувам. Тоа беше доктор Дева Петрова, онколог од Цистина, и сигурна сум дека сите овие нејзини совети кои ги слушнавме и од разговорот извлековме дека сето она што треба да го сториме во нашиот живот е редовно да одиме на контроли, да се грижиме за нашето здравје. Тоа беше впрочем и денешната тема, и вклучувајќи ве и вас во утринската програма и со вашето размислување, сите треба тоа да дојдеме до заклучок дека се што е на време е добро да се лекува, се разбира. Меѓутоа, еве слушнавте и уште еднаш ќе потсетам, на вистина е за утеха и сите оние кои што се соочувате со вакви проблеми, животниот век може да се продолжи дури со години.